Можен ли е разумен компромис, особено за чувствителна тема како што е прашањето на името на една држава? На оваа тема во неделното интервју на Радио Слободна Европа разговараме со министерот за надворешни работи на Република Македонија, господин Никола Димитров. Добар ден. Добар ден. Господин Димитров, колку е Македонија близко до компромис околу името со Грција? На овој проблем се работи во Њујорк, во Атина, во Скопје, еве гледаме сега и во Брисел. Знаете, компромис значи кога не добивате тоа што најмногу го посакувате, кога има известна одстапување од идеалното решение за двете страни. Подразбира исчекор од двете страни и бидејќи сме во Европа во 21 век, компромис е единствено можен ако двете страни можат да излезат од проблемот со исправена глава. Тоа значи дека клучните грижи на Македонија и клучните грижи на Грција треба да бидат покриени. Колкото е компромис ќе биде болен за Македонија? Инаку интересно, зборот компромис од латински етимолошки значи да се почитува одлука на суд или на арбитража, кога две страни ќе се согласат своите разлики да ги пренесат на некој трет, на арбитар. И тоа на некој начин е интересно да се знае. Ние прво, кога размислуваме за ова прашање, треба да размислуваме прво за нашето достоинство и за тоа каде сакаме да ја видиме Македонија 5 години од денес, 10 години, 15 години од денес. Ако има целосно победена страна, тоа нема да биде добро ниту за победникот, ниту за губитникот, бидејќи ќе развие ужасен национализам. Значи, мора да најдеме начин двете страни да излезат со чувство дека најважното го заштитиле. Добро, до каде е спремна да оди тогаш вашата влада? Ете се спомна промена на имиња на аеродром, на споменици, преместување, ревизија на учебници. Рузвелт, мудриот Рузвелт вели, единственото нешто од кое што треба да се плашиме е стравот. Македонија не смее да се плаши да влезе во овие преговори и ние ќе влеземе во овие преговори со добра верба, во обид да ги надминеме разликите. Истовремено нема да преговараме од страв. И не можеме да излеземе со решение што нема да ни ги покрие главните грижи. Јас, кога бев преговараш зимето во 2006 од амбасадор на една значајна НАТО членка, уште пред да се преименува аеродромот, добив порака дека овој потек најверојатно ќе ни го искомплицира патот кон НАТО. За ова прашање во владата не сме разговарале. Мислам дека е клучно да разбереме дека патриотизмот значи грижа за државноста и дека е клучно да одземеме аргументи на оние политички сили во Грција кои што имаат интерес да ја држат блокадата. А имате ли одговор од грчката страна? Вие неодамна изјавивте дека барате реципроцитет од Грција кога станува збор за ревизија на учебниците, да речеме. Тоа прашање низ историските примери, да речеме Франција и Германија, Германија, Полска, во секој случај мора да биде двонасочно и секогаш кога две држави се обидуваат да се зближат, претпоставува еден долг процес на обид да се доближат историските наративи, доминантни и присутни во учебниците на двете страни. Имате ли одговор од грчката страна? Во основа и во изјавата на Коцијас, на мојот колега од Атина, исто имаше, или барем имплицираше, колку што се сеќавам, дека ова ќе биде двонасочен процес. Добро, а со која динамика се вратиме на преговорите? Ќе се одвиваат преговорите? Во декември има закажано средба на преговарачките тимови. Рековте дека не очекувате на оваа средба да има конкретен предлог за името од посредникот Нимиц. Меѓутоа, кога? Кога ќе има? Или можеби веќе ги имате на маса, бидејќи има многу шпекулации денове, дури и во Америка некои експерти дадо изјави дека Македонија дефинитивно ќе влезе во НАТО следната година, што значи се е договорено околу името. Предлог на маса нема. Мислам дека тоа ќе биде проценка на медијаторот Нимиц,
согласно динамиката и неговата оценка како се одвиваат преговорите, тој може да почне релативно брзо со хартија на маса или може да гради постепено кон некаков предлог. Ке зависи од неговата проценка. Контекстот и тајмингот го диктираат и други околности. Самитот на НАТО во јули, важни моменти на Европската агенда февруари и документот на Јункер, самитот на Западен Балкан во Бугарија во рамките на нивното председателство во мај и она што нас ни е целта Европскиот совет во јуни, политичка одлука Македонија да почне преговори за членство со Европската унија. Значи сепак некаков тајминг ќе има. И втор момент, изборните циклуси во двете земји. Ние имаме избори на пролет 2019 година, председателски. Во Грција не е сосема јасно. Мислам дека важен момент таму е економската програма и клучниот момент е август идното лето. Добро, што е со поддршката што ја барате од опозицијата во Македонија? Имено во новинарски кулуари имаше шпекулации дека некои челни луѓе на ВМРО ДПМНЕ во собранието наводно ветеле поддршка за некои владини проекти и реформи во собранието. Дали тоа значи дека е можно приближување со ВМРО ДПМНЕ и по прашањето за името? Останува да видиме. Се надевам дека сите партии во опозицијата ќе го препознаат историскиот момент. Мислам дека е многу важно Македонија да направи се што може да го фати возот, за да си ја зацврсти државноста, за да даде перспектива на нашите граѓани, дека може да се живее добро во Македонија, дека оваа земја ќе биде подобра, нашата земја за 5 години, за 10 години. Пробавме со политиката на инат и на клоцање, видовме каде не доведе тоа, да пробаме со политика што ќе не поврзе сите со аксиомата патриотизмот е грижа за државност. Очекувате ли обструкција од опозицијата во собранието околу ратификацијата на договорот со Бугарија? Под она што досега го имаме како сигнали, јас имав меѓу другото интерпелација, кај што главна точка беше токму договорот со Бугарија. Се надевам дека ќе има по сигналот од граѓаните и мудроста на граѓаните изразена преку локалните избори. Се надевам дека ќе се ја разгледаат позицијата и ставот по овој договор. Нема покобна позиција за Македонија ако имате отворени прашања со два соседа кои што се земји членки на Европската унија. Оваа влада и вие како министер за надворешни ширите добро соседство во регионот на Балканот и тука добивате разни оценки и од надвор и од дома за тоа. Имавте или ќе имате заеднички седници со владите на Бугарија и на Србија. Неделава во посета на Македонија беше председателот на Република Албанија. Како ги оценувате односите со соседите откако станавте министер за надворешни? Македонија има, како резултат на кризата, мислам дека нашето општество е позрело. Јас лично, пред се како граѓанин, потоа и како министр, чувствувам една итност во време кога светот станува несигурен и непредвидлив, кога Европа е многу зафатена и самата со себе и со надворешни предизвици, ние на Балканот треба да пораснеме, треба да излеземе од рововите на историјата и треба сите проблеми и отворени прашања и разлики да ги гледаме низ перспективата или сите заедно ќе успееме во регионот, или сите заедно нема да успееме во регионот. И затоа имаме едно големо отварање кон сите соседи. Македонија никогаш не имала заедничка седница со Бугарија, никогаш не имала ни заедничка седница со Албанија, ќе има на 15 декември, а првите месеци од идната година имаме договорени заеднички седници со владите на Србија и на Косово. Мислам дека се препознава новата енергија и духот што се обидуваме да го расшириме низ регионот, дека заедно треба да ја фатиме шансата и приклучокот кон Европа. Едно прашање надвор од овој контекст, бидејќи црквата е одвоена од државата, меѓутоа Македонската православна црква испрати писмо до Бугарската православна црква да биде мајка црква доколку ја признае автокефалноста. Имате ли став околу тоа прашање? Мислам дека дали тоа ќе биде добро или лошо, да речеме во контекстот на
регионалната соработка, добрососедство, позицијата на Македонија, идентитетските прашања? Јас немам околу ова некаков ангажман, бидејќи самите рековте во прашањето, државата е одвоена од црквата, иако има и термин црковна дипломатија. Мислам дека тоа е прашање за црковните власти и нивната, да речеме, напорот да се обезбеди автокефалноста, може би од ова отворање на односите со Бугарија извлекле некаков импулс, така што сепак би се воздржал да коментирам какви ќе бидат импликациите и така натаму. Сепак е тоа работа за Македонската православна црква. Почитувани го следевте неделното интервју со министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Димитров. До гледање.